Училиштата во општина Босилово се подготвени за настава со физичко присуство, која треба да започне од 1 октомври. Централното училиште Свети Кирил и Методи во Иловица се состои од 3 подрачни училишта и согласно протоколите и планот за одржување на наставата со физичко присуство ги исполнуваат условите, а направени се и сите подготовки за почеток на учебната 2020-2021 година. Согласно насоките кои ги добиваме од МОН, а во основа на предходно направената анализа во врска со епидемиолошката состојба на територијата на општина Босилово, спроведени анкети меѓу родителите, во согласност со просторните услови во училиштето, број на училници, број на ученици во паралелки, Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи Иловица достави барање до Министерството за образование и наука, поточно до Комисијата за разгледување на барања за одобрување физичка настава, со цел да ни биде одобрен модел на организација и реализација на наставата со физичко присуство на учениците во училиштето. Согласно протоколот за постапување, планот за одржување на наставата во основните и средните училишта и алгоритамот за постапување во училиштето во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен или пак позитивен на COVID-19, направени се сите потребни подготовки за почетокот на учебната 2020-2021 година, која оваа година почнува за прв пат на 1.10.2020 година. Подготовките се однесуваат на следното. Обезбедено е потребно растојание од 1,5 до 2 метри во училниците, набавени се средства за дезинфекција, изготвени се распореди за часови, распореди за влез и излез на учениците, распоред за користење на одморите, распоред за користење на тоалетите, изготвен е протокол за работа во училиштето, воспоставен е систем и ознаки за еднонасочно движење на учениците во училиштето, во училишниот двор, холовите, спортската сала. Исто така поставени се едукативно-информативни материјали и насоки за заштита на здравјето и безбедноста во училиштето. Наставата во Централното училиште се одвива во 2 смени, додека во 3 подрачни училишта, бидејќи го дозволува тоа бројот на ученици, истата ќе се реализира само во 1 смена. И сега само да напоменам дека паралелно со подготовките кои што ги правиме за реализација на физичка настава, исто така спроведуваме и подготовки за учење од далечина, се разбира доколку тоа се наложи како неопходно во наредниот период. Основното општинско училиште Борис Трајковски во Моноспитово, заедно со подрачното училиште кое се наоѓа во село Бориево, исто така ги исполнуваат условите за настава со физичко присуство. Централното училиште брои вкупно 160 ученика, од кои што од 1 до 5 оделение ќе следат настава во Бориево, а 130 ученика од 1 до 9 оделение ќе следат настава во Моноспитово. Тие велат дека не ја отфрлат и можноста со онлайн настава доколку се загрози ситуацијата со пандемијата. Инаку основното општинско училиште Гоце Делчев со своите 7 подрачни училишта брои 365 ученика.